Здраво, дечиња! Јас сум учителка Васе од градинката 8 март од Скопје. За денеска ви подготвив една многу убава приказна за мечето кое се најало мед. А кој ни го прави медот? Пчелите, браво дечиња! Едно утро, мечето Буцко, како и секогаш, му се пријало мед и тргнало да бара некое скришно живеалиште кое го прават пчелите. Мечето Буцко инаку многу сакаше мед, но пчелите не секогаш му давале да јаде, затоа што никогаш не знаеше колку му е доста. Секогаш им го јадеше целиот мед што тие го имаат направено. Одел Буцко по шумата, одел, барал и најде едно големо дрво со дупка во средина во кое живееле пчелите. Буцко влезе во дупката, седна и почна да јаде. Јадел и не можел да престане да јаде. И замислете, што току сакал да ја изеде и последната лажичка мед, од далечината го слушнал звукот. Бзззз! Пчелите се враќаат дома. Мечето Буцко многу се исплаши. Знаеше дека пчелите ќе бидат многу лути и рипна да бега низ дупката низ која што влезе. Но стомакот му беше пол со мед. Толку многу изеде мед што не можеше да излезе од дупката од која што влезе. Пробуваше да се протне, но никако не можеше. Помош! Мамо! Почна да вика Буцко. Помош! Викаше се погласно и погласно, додека бзззз, пчеличките се приближуваа. Во тој момент стигнаа пчелките, беа многу налутени и кога видоа дека им го има изедено целиот мед, многу се налутија. Буцко се сокри позади неговата мајка, а таа им рече на пчелките: Ве молам, драги пчелички, немој да се лутите. Буцко погреши, но ќе ви вети дека повеќе никогаш нема да ви го изеде целиот мед. Ќе земе само малку и тоа само кога вие ќе му дозволите. А сега, за да ја исправи грешката, ќе ви помогне да соберете многу мед. Пчелките се согласиле, а мечето ја земал кошничката и тргнал со нив. Одел од цвет на цвет, додека не собрале толку многу мед. Толку многу како никогаш досега. И замислете, ако пчелките беа сами, толку мед не ќе можеа да го однесат до своите куќички. Кога цела работа ја завршија, на мечето Буцко му подарија една кофичка мед. А тој, дечиња, вети дека никогаш повеќе нема да го изеде целиот мед што тие го собираат. Затоа што Буцко научи дека и кога некој ќе ви дозволи, не е убаво да земете се. Дали ви се допадна, дечиња, приказната за малото мече, за мечката и пчеличките? Баш ми е мило. А сега одиме понатаму. Го препознавате, нели? Ова е мајката мечка. А до неа е малото мече. Ајде да видиме. Бзззз. И заедно на оваа фотографија се и пчелките. Вие имате задача да ми кажете што се наоѓа пред мечката и што се наоѓа зад мечката. Одиме прво.
Што се наоѓа пред мечката? Чекам точен одговор. Пчелките! Браво, дечиња! Одлично! А зад мечката е мечето Буцко. Браво, дечиња! Одлични сте! Одиме понатака. Следнава задача е големо или мало. Ова е едно дрво кое растело во шумата каде што живеело мечето. Но до него имало уште едно. А сега, вашата задача е да ми кажете кое дрвце е големо, а кое е мало. Почнуваме. Токму така. Ова дрвце што е на левата страна на екранот е големото, а од десната страна се наоѓа малото. Ви благодарам, дечиња, и се гледаме наскоро со уште многу активности. Чао!